Во овој дневник наш гостин во студиото е председателот на Советот на млади на општина Велес, Филип Спирковски. Со него ќе разговараме за работата на Советот во изминатите 2 години. Добар ден, господине Спирковски. Најпрво да ви се заблагодарам што сте дел од дневникот на К1 телевизија. Прво прашање од мене до вас ќе биде според вас. Која е онаа манифестација која што остави најголем белег за Советот на млади? Добар ден и вам и на гледачите на К1 телевизија. Да ви се заблагодарам за поканата за гостување во овој дневник. Значи, вака, Совет на млади прави 2 години од формирањето. На 13.7.2015 година се одржа конститутивната седница на Совет на млади, каде што се даде еден акцент на младите да можат да действуваат во локалната политика. Така да, како председател бев избран јас од членовите на Советот. Тоа е на успешна приказна на Советот овие 2 години, еден брод што константно плови со добра брзина. Така да не би можел да издвоам некоја си посебна активност која го обележува. Советот имаме низа на активности, голем акцент имаме ставено на спортот, на културни манифестации. Тука можам да издвоам летната школа за млади копаничари, која оваа година втор пат се организираше, заедно со етноработилниците, каде што младите од градот имаа можност да изучуваат доста занаети кои се негувале во минатото токму во нашиот град, а се веќе во изумирање, така да им даваме еден нов живот на овие манифестации. Исто така за пофалба е стратегијата за млади, која што прв совет во Република Македонија е токму овој во Велес, кој креираше на ваква стратегија која ќе действува во наредните 4 години и основа на која ние се водиме во иднина. Така, јас се надам дека ќе продолжите и понатаму со полна пареа да работите, потечно да работи Советот на млади на општина Велес. Она што друго би те прашала, соработувате со останатите совети на младиот, останатите општини. Колку оваа соработка им помага на младите? Колку како вас како Совет на млади ви помага? Па да, вмрежувањето меѓу советите од државава е доста позитивно за нас како совет, бидејќи имаме можност да размениме искуства. Поддршката едни со други совети е доста голема. Би ги поздравил нашите драги пријатели од Штип, Советот на млади од општина Штип, каде што од самиот почеток имаме соработка. Моментално изминативе неколку дена на младинскиот летен камп кој беше организиран за тимска работа, имавме гости од Совет на млади на општина Штип, така да доста позитивно искуство имаме. Во иднина имаме предвидено неколку поголеми проекти кои заедно ќе ги реализираме. Исто така и размената на искуства, поддршката е доста голема меѓу советите и се надеваме дека можда во иднина ќе се формира едно тело како раководно помеѓу сите совети. Така. Колку младите преку вакви совети можат да се изборат за своите права? Што вели вашето искуство? Па нашето искуство кажува дека мисијата на Советот на млади уствари дека ние сме линк помеѓу младите и локалната самоуправа. Доста големо влијание има Советот. Би сакал да се заблагодарам и на градоначалникот на општина Велес господин Славчо Чадиев и до Советот на општина Велес што ни ја даваат комплетно поддршката на нас младите и секои проблеми заедно ги решаваме. Идеи и предлози се прифатени доста од нивна страна, така да сите млади можат да го искористат Советот за да стапат во еден контакт или поврзување со локалната самоуправа во онаа област од која е потребна за младите. Така. Господине Спирковски, јас ви благодарам што бевте дел од дневникот на К1 телевизија. Ви посакувам многу успеси понатаму и се гледаме повторно. Ви благодарам за поканата.